Во ова издание, размената на клучните позиции на надворешната политика меѓу Димитров и Османи ја продолжува заложбата што побрзо во Европската унија. Експерти за гласот на Америка. Белоруската заедница во Чикаго излегува на улиците во овој американски град да ги поддржи протестите во нивната земја. САД избори 2020. Клучни разлики во дебатата за оружјето. Доналд Трамп и Џо Бајден. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е гласот на Америка на македонски. Размената на ресори меѓу Никола Димитров и Бујар Османи не значи промена на курсот на надворешната политика на Северна Македонија. Коментираат експерти за гласот на Америка. Владимир Мирчевски ги сублимира. Со символичната размена на знаменце на Европската унија се одбележи фактичката рокада на врвните луѓе во Министерството за надворешни работи и Секретаријатот за европски прашања. Размената на ресори меѓу Никола Димитров и Бујар Османи не значи дека ќе има некаква промена во курсот на надворешната политика на земјата, велат експерти за гласот на Америка. Сепак се тоа двајца искусни министри кои што можеби ја го гледаме од дистанца и не би требало да го изместат курсот, бидејќи тоа се два многу сродни ресори, да кажеме. Димитров влегува во СЕП само една седмица пред земјите членки на Унијата во Брисел да ја отворат дебатата за предлог преговарачката рамка за Северна Македонија. Надеждите се дека тој процес ќе се заврши до крајот на годината. Планот на Берлин е овој процес да финишира во последниот месец на оваа година. И мислам дека очекувањето и планот на германското претседателство е првата меѓувладена конференција да се случи во декември година. Ние овој период, додека е германското претседателство, треба да се бориме што е можно повеќе да го искористиме. Немаме доволно јасни информации или не протекуваат во однос на тоа кои се забелешки на земјите членки, освен она што го знаеме, што беше случај со бугарската позиција. Токму позициите на Софија околу именувањето на македонскиот јазик се сметаат за најсериозна пречка за стартот на преговорите за членство. Османи ја презема позицијата во МНР во ситуација на наелектризирани односи со Бугарија. Стабилна, перспективна европска Македонија е предуслов за стабилен, перспективен и европски регион, а тоа е интерес на сите земји во регионот, вклучувајќи и Бугарија. Така да не гледам интерес на ниту една земја во регионот, па и Бугарија да го спречи европскиот пат на Република Северна Македонија. Ако се остварат најавите за старт на преговорите со Унијата до крајот на 2020-та, прашање е до кога тие би траеле. Имаме нова методологија која што вети дека ќе внесе динамизам, односно која што ќе не овозможи да се движиме побрзо. Меѓутоа истовремено имаме и методологија која што ја зголемува улогата на земјите членки. Ако погледнеме наназад, Србија и Црна Гора преговараат веќе долго време. Мислам дека е нереалистично да очекуваме нешто помалку и во најоптимистични сценарија дека помалку од една декада би траел тој процес. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Додека белорусите протестираат против четвртиот мандат на долгогодишниот претседател Александар Лукашенко, кој наводно победи на лажирани избори, и белоруската заедница во Чикаго излезе по улиците. Белорусите во Чикаго одржуваат собири за поддршка на протестите во матишната земја, како и демонстрантите во Белорусија, и оние во Чикаго го осудуваат претседателот Александар Лукашенко за местење на неговиот реизбор на 9 август и одбивањето да се повлече од функцијата по 26 години на власт. Неправедно кога еден човек ја има целата моќ и тој едноставно одбива да се откаже. Вели, нема да ви ја дадам власта, затоа ќе мора да ме убиете. Негови зборови. Белоруските безбедносни сили се брутални спрема демонстрантите. Овие слики ги поттикнаа белорусите во Чикаго да го подигнат нивниот глас. Болно е да се гледаат дури и сликите од овие луѓе. Затоа сум тука. Жана Черниујскаја, организатор на белоруските непрофитни организации во областа на Чикаго, ги повикува американските законодавци да го поддржат белорускиот народ. Ќе се обидеме да дојдеме до секој од членовите да создаде притисок врз Конгресот за преземање чекори против авторитарниот режим на Лукашенко.
Во меѓувреме, во Белорусија Лукашенко пркосно се држи на власт и покрај масовните протести кои извадија десетици илјади луѓе на улиците. За крај на News Flash, дебатата за контрола на оружјето беше центар во двете конвенции годинава. Меѓутоа, како што јавува Кетрин Гипсон, различен е пристапот од двајцата кандидати, Доналд Трамп и Џо Бајден. Правото на поседување оружје заштитено со уставот на САД. Според председателот Доналд Трамп ќе биде одземено ако демократите ја освојат Белата куќа. Ќе ви го одземат оружјето или ќе го елиминира вториот амандман? Правата заштитени со вториот амандман отсекогаш биле во центар на политичката дебата во Америка, поради улогата на оружјето при создавање на државата. Во име да може да се спречи тиранската влада или поради желбата таа заштита да постои за секогаш. Правото на оружје беше истакнато на првата вечер на Републиканската национална конвенција од адвокатите Марк и Патриша Меклоски. Двојката стана популарна на социјалните медиуми, откако впери оружје кон демонстрантите пред нивниот дом, кои беа дел од протестите "Црните животи значат". Председателот Трамп ќе го брани правото на секој американец да го заштити домот и семејството. Поддржувачите на ова право сметаат дека забраната на оружјето не е одговор на проблемот. Татко на жртва при пукање во училиштето во Паркленд во 2018 година вели дека Трамп го направил вистинскиот избор, поддржувајќи строги мерки за безбедност на училиштата. Навистина верувам дека безбедноста на нашите деца зависи од тоа дали тој ќе биде избран повторно. Но честите масовни пукања изминативе години ги зголемија протестите за контрола на оружјето. Според јавните анкети, повеќето американци поддржуваат рестрикции за поседување на оружје. Тоа беше истакнато на Демократската национална конвенција. Политиките за контрола на оружјето може да ги обединат речиси сите во Демократската партија. Има смисла да се фокусираат на тоа отколку на нешто што би можело да го подели. Ако биде избран, поранешниот подпредседател Џо Бајден рече дека ќе воведе универзална проверка на лицата кои купуваат оружје, како и оти ќе се воведат закони со кои ќе им се одзема оружјето на оние кои представуваат закана за себе и за другите. Поранешната конгресменка Габи Гифордс, која пред 9 години беше тешко повредена при пукање, вели дека се потребни клучни реформи. Можеме да дозволиме пукањето да продолжи или да делуваме. Можеме да ги заштитиме нашите семејства и иднина. Можеме да гласаме и да го избереме Џо Бајден. Според истражување на центарот Пју, 55% од регистрираните гласачи се изјасниле оти политиките за оружје ќе играат многу важна улога за кого би гласале во ноември. Го гледавте News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Со најнови информации посетете нашата интернет страница и следете не на социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледам утре.